Почитувани граѓани, почитуван заменик министер, почитувани колеги, иако за жал состојбата во Република Македонија од аспект на демократијата и слободата на изразување е значително тешка и влошена, сепак и овде во собранието како пратеници имаме одговорност и за вакви значајни закони да го дадеме своето мислење, својот став, бидејќи Законот за јавни набавки, според моје мислење, е многу значаен закон кој што во суштина требаше да овозможи парите на даночните обврзници на граѓаните да можат да се трошат на начин кој што ќе обезбеди од една страна квалитет на услугите и работите кои што ги купува државата, а од друга страна да обезбеди и заштеда на тие пари, како би можело со повеќе пари да се обезбеди што поквалитетни услуги од страна на самата држава. Што се однесува до оваа седма измена на Законот за јавни набавки, само по себе зборува дека ова владеачко мнозинство не знае или намерно не сака да го најде концептот на ефикасни, рационални, транспарентни, економични јавни набавки. 7 пати се менува законот починајќи од 2007 година и 7 години и секој пат на овие измени добиваме објаснување, сето ова се прави да добиеме потранспарентни и по-квалитетни јавни набавки, но тоа никако да ни се случи. Извештаите на Државниот завод за ревизија сами по себе покажуваат на кое ниво се јавните набавки во Република Македонија. Исто така, ако ги погледнете договорите или јавните набавки кои што се однесуваат на проектот Скопје 2014, само по себе станува јасно зошто власта не сака да има квалитетен закон за јавни набавки. Само пред 2 дена беше објавено на пресконференција дека, замислете, за објектот на Стариот театар има склучено 40 анекс договори. И од првичната цена од 6 милиони евра за овој театар се стасало до сумата од 39 милиони евра. Каде Законот за јавни набавки тоа го одобрува? Законот за јавни набавки е јасен од аспект на склучување на анекс договори, а тоа е дека може да се склучат анекс договори за непредвидени работи, но не повеќе од 30% од основната вредност на проектот. А од 6 на 39 милиони евра, тоа е, колеги, повеќе од 650% сте ја надмашиле сумата или оние што ги спроведувале јавните набавки за 6,5 пати ја зголемиле основната вредност, а не за 1/3 или за 30%. И мене ми е сосема јасно зашто вие не сакате квалитетен закон за јавни набавки. Само со овој пример, кој што е најдрастичен, јасно се покажува дека јавните набавки не се во суштина да се заштедат парите на граѓаните, туку за жал го користите системот за јавни набавки за некои незаконски работења. Не верувам да постои оправдување за овие суми за објектот на Стариот театар. Да не зборувам за споменикот на Никола Карев пред собранието на Република Македонија, каде што јасно е утврдено дека првичната сума од 4,5 милиони денари на крајот е набавен споменик од 45 милиона денари. За 10 пати поскап споменик, иако првично е дека треба да чини 4,5 милиона денари. Музеот на ВМРО ДПМН, на кој што вчера, замислете, не ги пуштивте новинарите и граѓаните да се приближат, иако е граден со нивни пари, со наши пари, тоа е објект за граѓаните, вие не сакавте да ги пуштите пред тој објект, од првичните 4 милиона чини 16 милиона. И затоа вие 7 пати го менувате Законот за јавни набавки, ама го менувате
само за да може и понатака да се прават овие работи кои што се неразбирливи за било кој граѓанин на Република Македонија. Да ги надмашувате сумите кои што претходно се предвидени со јавните повици за набавка на одредени стоки и услуги. И затоа досега во сите овие 7 постапки за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки нема измена во делот каде што јасно ќе се прецизира што значи анекс на договор и што значат дополнителни работи. Замислете за еден мост од проектот Скопје 2014 заборавиле дека треба темели. И после со анекс на договор требало дополнителна работа темел на мостот. Па на што ќе стои тој мост? У воздух? Таа некоја нова технологија? Или ќе го држи некој, требало да го држат, пошто сакате да ангажирате да намалите невработеноста, ќе ставите 1000 луѓе, ќе го држат мостот без темел, на смена. Па мислам, ова навистина е малку смешно. И претер. Сега кој ќе носи одговорност и за градбите покрај кеот кои што се наполнија со вода? Какви се тие јавни набавки и квалитетот на изведување на работите кога ви се наполнија подрумите со вода? И затоа ние немаме дилеми дека и овој закон и овие измени и дополнување на Законот за јавни набавки се во суштина само една шминка со која што повторно ќе се обидете да кажете дека се обидува владата, владеачкото мнозинство, јавните набавки да ги направи што можно повеќе транспарентни и поблиски до граѓаните. Тоа е официјалното, за жал невистинито соопштение кое што ќе го промовирате пред јавност. Но што правите со овој закон? Само со еден амандман формирате уште едно партиско тело во рамките на системот за јавни набавки, а сега го навекувате Совет за јавни набавки. Предвидувате тело кое што досега не постоело, 5 нови луѓе кои што ќе треба, предпоставувам, да зимаат по 1000-1500 евра плата. За тоа немате предвидено пари во буџетот за 2014 година и ова тело, Совет за јавни набавки, ќе биде држава у држава. Зошто, колеги пратеници кои што се подпишавте на амандманот, може ли да ми објасните зошто не ја дадовте таа надлежност на Бирото за јавни набавки? Зошто ви требаше ново тело од 5 луѓе? Само за да вработите некој од партиите, да зимаат пари. Па Бирото за јавни набавки нема постручна институција во овој момент која што може да врши контрола на јавните набавки. Со искуство кое што е акумулирано подолги години. Вие сега сакате да формирате Совет за јавни набавки кој што ќе дава одобрение за потребата да се распишат јавни повици со помалку од 3, 4, 5 понудувачи или вашата омилена форма на јавни набавки со една понуда. И тука ќе правите електронска аукција на една понуда. Може ли тоа да ми го објасните? Постојано го прашувам како може да има конкуренција со една понуда. Кој сам против себе ќе си надава на јавната набавка? Што правите? Ја не разбирам. Зошто не го избришете тој член да не може да има постапка за јавна набавка со еден понудувач, освен во исклучителни ситуации каде што навистина има само специфична набавка на стока и има само еден понудувач. И затоа и овие измени и дополнување на Законот за јавни набавки се обична шминка, обична фасада, а постапките за јавни набавки за жал и понатака ќе си продолжат да се одвиваат на начин како и досега и да бидат основа за корупција и за недомакинско и нерационално трошење на парите на граѓаните. Ние како опозиција немаме намера да го легализираме таквото работење и ќе гласаме против ова законско решение. Ако и вие имате такви размислувања, не го гласајте ова законско решение.
Бидејќи на вистина јавните набавки нема да станат поквалитетни и потранспарентни со овој закон. Благодарам.